Парите од задолжувањето се искористија за покачување на функционерските плати, смета бившиот министер за финансии Джевдет Хајредини, алудирајќи на последните државни обврзници во вредност од 35 милиони евра. Ваквата потреба и понатаму тековно да се задолжуваме на домашен пазар зборува дека сепак има проблеми со ликвидноста во буџетот. Но владата од една страна вели дека ги намирува сите обврски, зголемува плати, а не кажува дали расте општествената продуктивност на трудот и тоа во јавната администрација. Од друга страна се задолжува, што не е во согласност со здравата економска логика и политика. Сигурно без никаков сомнеш, дел од парите ќе завршат за исплата на зголемените плати. Изјави Хајредини. Според него, ова е скандал и прашува зошто досега не се коригирале коефициентите и методологијата која овозможува толкав раст на плати. Темата со еновно зголемените 78% функционерски плати без збор ги остави граѓаните кои секојдневно очекуваат некое намалување за во досега најголемата криза и некако да ги спојат месечните трошоци. Освен граѓаните, дека станува збор за долевање масло на оган, смета и угледниот економист Бранимир Јовановиќ. Ќе биде околу 2000 евра месечно во просек, односно 5-6 пати повеќе од платата на текстилните работнички и продавачките, 4 пати повеќе од просечната плата во образованието, 3 пати повеќе од просечната плата во здравството, па дури повеќе од просечната плата на програмерите, која е 1500 евра. Вели Јовановиќ. Според Јовановиќ, во Австрија платата на претениците е околу 3 пати повисока од просечната плата во државата, што е отприлика како што беше во Македонија пред ова покачување. Таму, објаснува Јовановиќ, функционерите се третирани како и сите други работници. Нивната плата во 2023 година се покачи исто онолку колку што се покачи на сите вработени во јавниот сектор, за околу 5%, истакна Јовановиќ.